втор централен дневник на Канал Плюс, добро вечер. Еве кои се настаните кои го одбележаа денешниот ден и неделата зад нас. Денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски беше во посета на Кочанско, каде оствари средба со жителите и изврши увид на новоизградена спортска сала. Трикратниот убиец од карбинското село Црвулево, кој завчера пукаше во сопствениот брат, утринава се предаде на полицијата. Заврши фестивалот на забавни мелодии Макфест 2016. Александра Јанева со песната за 100 години е победник на овогодинешното 31-во издание. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денес беше во посета на Кочанскиот регион. Имаше средба со жителите на селата Оризари и Долни Подлог, а изврши увид во градежните активности на регионалниот пат Кочани-Делчево кај Македонска Каменица. Реконструкцијата на магистралниот пат од Кочани до Делчево е во должина од 36 километри. Инвестицијата на владата чини 10 милиони евра. Во моментот се поставува нов асфалтен слој, а се работи и на проширување на коловозот од 6 метри. Тоа е редовен проблем тука на луѓето што поминуваат, значи. И доли ни се појави одрон, и тоа е влезено во проектот и ќе ги средими одроните. Значи ова беше редовен проблем, ова свечилиште. Да. Решението е да ставиме 50 шипови, тоа се као столбови, 50 шипови кои што се 1000 бетонски шипови на кои што ќе дојдеме до здравица доле. Значи се извршија геомеханички испитувања претходно. Се знае кај е здравицата, сега граните го расчистува делот. Ова планината уште паѓа надоле, ради тоа што паѓа езерото. Кој ќе заврши, кој ќе стигне до тој дел доле, ќе стават 50 шипови као Кратово што имавме проблем пред година дена. Значи као мост ќе дојде, на шиповите дојде греда и потворен зид повторно ќе дојде, значи ова свечиште веќе нема да функционира, веќе нема да работи веќе. Значи овие 50 шипа и таа ограда да речеме ќе заврши работа. Ќе заврши работа. Затоа и прво се фаќа со работа. Да. Се почна од тука. Да го направиме ова, мостовите, слечиштата и потоа со гребење и реконструкција на асфалт. Продолжуваме со веста за трикратниот убиец од карбинското село Црвулево, кој завчера пукаше во сопствениот брат. По еден ден бегство, тој утринава и се предаде на полицијата. Завчера попладне во семејната куќа во село Ебеплија Штипско поради нарушени семејни односи, лицето со иницијали ШМ на возраст од 35 години од огнено оружје кое го поседувал без одобрение испукал неколку истрели кон неговиот брат КМ на возраст од 31 година, при што му нанел прострелна рана во пределот на десната надлактица. Повредениот со возило на итна медицинска помош бил префрлен во клиничката болница во Штип, каде е задржен на лекување. Секторот за внатрешни работи во Штип веднаш почна со интензивните мерки за целосно расчистување на случајот. Оттаму информираат дека напаѓачот е трикратниот убиец, 35 годишниот Шефаит Мустафа, кој пред 16 години во село Црвулево со ловџиска пушка застрела 3 невини лица и повреди 20 жители, пошто Шефаит беше осуден на 20 годишна затворска казна. Од затвор излегол пред околу година и пол, но после за вчерашниот инцидент беше во бегство се до утринава, кога сам се предал на полицијата. Од полицијата најавуваат детали за случајот во текот на утрешниот ден. Вчера вечер во Штип заврши фестивалот на забавна музика Макфест. Александра Јанева, која изведе песната за 100 години, е победник на овогодинешното 31-во издание. Таа ја освои наградата за најдобра вокална интерпретација Драган Карамфиловски Бојс. Победничка на 31-то издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест 2016 е Александра Јанева, која настапи со песната за 100 години, чии автори се Ристо Самарџиев и Владимир Дојчиновски. Таа ја освои наградата за вокална интерпретација Драган Карамфиловски Бојс. На второ место на овогодинишното издание на Макфест се пласираше Симона Поповска со нумерата Ќе најдам друг, а трето пласирана е Антонија Гиговска со композицијата За нас. Прво наградената изведувачка освои парична награда од 10.000 евра, второ наградената освои 7.500 евра, додека паричната награда за трето наградената изведувачка е 5.000 евра.
Продолжуваме со настаните кои ја одбележаа неделата зад нас. Започна поднесувањето на барања за субвенции за млеко произведено и продадено во првите 4 месеци од оваа година. Пријавувањето трае до 15 јуни. Започна поднесувањето на барања за субвенции за произведено и продадено млеко за периодот јануари, февруари, март и април 2016 година. Ова практично е втората фаза и за неа пријавувањето ќе трае до 15 јуни 2016. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Делчево ги известуваат производителите на млеко дека за да можат да го пријават своето производство, треба да дојдат до подрачната единица и да ги носат со себе оригиналните белешки од млекарата за продадено млеко, како и лична карта за идентификација и легитимација за одгледувалиштето. Воедно од подрачната единица на Министерството ги известуваат земјоделците дека поднесувањата на барања за субвенции за растително и сточарско производство за 2016 година исто така е во тек и за него пријавувањето трае до 30 јуни. Од подрачната единица во Делчево ги повикуваат земјоделците да ги пријават субвенциите што поскоро, за да се избегне гужвата во последните денови од пријавувањето. Продолжуваме со репортажа за селото Калиманци Виничко, која од некогашната стратешка позиција која вкрстувала повеќе војски и значајни историски патишта, денес е село на стотина староседелци кои се уште ги чуваат остатоците од одбранбените механизми на војските кои престојувале овде. Калиманци, селото во кое се вкрстуваат значајни стратешки патишта, во кое се испреплетуваат различни воени етапи. Селото кое ги чува пирамидите градени од Југословенската народна армија, стотици бункери и ровови, кое раскажува еден добар дел од балканските војни. Селото во кое до 1955 година имало и полициска станица како седиште на така наречената Грлјанска општина, денес е речиси празно. Но историските остатоци не се избришани и за толкувачите Калиманци треба да биде запишано во историските книги. Селото Калиманци има геостратешко значење. Уште во римскиот период тука врвел главниот пат кој што се одвојува од Вија Игнација и од Стоби, тука поминувал и го поврзувал Кюстендил. Покасно тука поминувал турскиот пат кој што ги поврзувал Виница и Кочани со Делчево и бугарските градови и на крај краишта после 20-та година е направен српскиот пат кој што ги поврзува Кочани со Делчево. Растргнато на различни страни, на секој рит оформило по едно мало, Чаловци, Витлери, Драка, Стаменковци, Маниловци, Мртвак, во кои се пребројуваат по неколку куќарки, а во нив староседелците се единствените чувари. Во селото можат да се видат две празни училишта во кои се школувал и сегашниот министер за финансии Зоран Ставревски, а на изборите се пребројуваат по 100 гласачи. Во минатото беше друго. Имаше повеќе народ, сите тука живееја. Меѓутоа, само фалеше да се едно погонче, да се отворе и пато да се асфалтира. Калиманско поле на надморска височина од 750 метри со познатата Калиманска брана, со површина од 30 км квадратни, нуди услови за развој на земјоделство и сточерство, но искористеноста е минимална. На околните ридови се одгледуваат околу 300 декари со лешници, има минимална површина со житарици и нешто малку овошки. Местоположбата е примамлива од повеќе аспекти, но можеби после деценија две, ако животот на село го надмудри животот во градовите. Штип доби современ делумно покриен градски пазар. Реконструкцијата на пазарот чини 14 милиони денари. Наскоро на јавна аукција ќе бидат дадени под наем десетина нови дуќани на Штипскиот пазар. По многу години купопродажбата на земјоделски производи на градскиот пазар во Штип ќе се одвива во затворен дел, кој на пригоден начин беше предаден во присуство на поголем број граѓани и гости. Денеска е празникот Свети Константин и Елена и во чест овој празник денеска го пуштаме градскиот пазар. Целосно реконструиран, обновен, покриен. Ствараме амбиент и кога купуваме производи, кога произведуваме здрава храна, таа храна да се продава во соодветни чисти услови, во уреден пазар
и граѓаните да им биде мило што доаѓаат овде да пазаруваат. Изградбата на покриениот дел на пазарот беше завршена за рекордно време. Во овој зафат ИСАР вложи над 14 милиони денари сопствени средства. Успеавме да направиме 14 дуќани, успеавме да направиме нови 120 продажни места и успеавме да го покриеме комплетно платој ден на градскиот пазар. Ова ќе ги подобри условите на самите купувачи, а и на самите продавачи. Целата инвестиција некаде со ДДВ е 14 милиони денари. Подршка до локалното раководство во сите зафати даде и парламентот преку пратеникот Трајче Димков. Во секој случај прекрасен еден објект каде што ќе можат граѓаните згрижени, меѓутоа и самите продавачи да имат добра услуга. Јас само и посакувам на градоначалникот, на директорот, на сите локални институции и функционери да работат уште повеќе, да не изненадат со ова, бидејќи и ние самите не можеме да ги следиме колку се они прават. И се тоа што го кажува градоначалникот и за патиштата е еден прекрасен момент за Штип, момент или период кога ќе се памти, ќе биде историски за Штип. Конечно на овој начин се симнува еден голем проблем при пазарувањето. Ние конечно го направиме пазарот каде што продавачите, корисниците на нашите услуги граѓани имаат прекрасни услови за пазарување на овој пазар. Сепак, најсреќни и задоволни се оние кои секојдневно се овде и лебот го печелат од продажбата на земјоделски производи. По 30 години Штип ќе добие еден многу добар пазар, современ, направен, како и у другите балкански држави. Па за нас пазарчиите многу значи ова. По-убаво здравје, ова не е било никош. Колку имаш, чекай? После 25 години да се направи затворено пазарче убаво, тука нема да има ветер, нема да има дожд, нема да има најлуми тука по такви работи, вода. Јас 20 години работеше на пазару и работам уште да речеме. Се беше у вода доле. Решен е долгогодишен проблем во село Караурман, општина Карвинци. Поставен е водоводен систем за над 150 објекти. Пуштен е во употреба патот од село Радање до локалитетот Баргала, со што се олеснува движењето на жителите од плочковичките села. Општина Карвинци инфраструктурно се уредува. 150 жители на Нов Караурман, општина Карвинци, нема повеќе да имаат проблеми со недостиг на вода за пиење. Од денес тие добија нова водоводна линија, со што им се реши повеќе деценискиот проблем. Инвестиција вредна 3 милиони и 200 илјади денари. Денес општина Карвинци свечено го пуштивме новиот водовод за селото Нов Караурман. Општина Карвинци го изгради овој водовод во должина од 1900 метри со нов бунар, така да сите проблеми што ги има ова на селото Нов Караурман ќе бидат повеќе минато. Сега ќе имаат чиста вода за пиење, квалитетна вода и ќе има во доволни количини за целото население. Овој проект е во висина од 3 милиони и 200 илјади денари, од кои овие средства се добиени од швајцарската агенција. Дел учествуваше и општина Карвинци со сопствени средства. Многу сум благодарен на градоначалникот што направи оваа убава сделка со водата. Многу имавме проблеми, вода немавме за пиење, рестрикција исклучуваја. Сега денеска пушат водата свечено, убаво. Нека биде со среќа. Чиста е вода, има и за прање, има и за миење, има и за готвење, за се има. Денес градоначалникот свечено го пушти во употреба ново асфалтираниот пат кој води од село Радање до локалитетот Баргала, со што се реши долгогодишниот проблем во патната инфраструктура на над 1000 жители од 6 плачковички села. Овој патен правец е од огромно значење за нашата општина, затоа што жителите кои гравитираат од подплочковичките села скратуваат во еден правец по 18 километри. Така да со овој патен правец земјоделците од нашата општина ќе можат побрзо да стигнуваат до своите земјоделски површини, така да полесно да ги обработуваат и полесно да се движат по овој пат. Покрај ова, градоначалникот на општина Карвинци денес свечено ја пушти во употреба обновената чешма во село Крупиште, каде жителите изразија задоволство што нивното место се урбанизира. Па често преку 2 дена доваѓаме. Јас преку 2 дена доваѓам, сум сама и доволна ми е вода да носим од тука. И многу е убава водата пивка и многу сме задоволни, има клупи, одмараме се по ценката, сами видите, многу убаво. Кон крајот на идниот месец ќе заврши реконструкцијата на двете училишни згради во општина Карвинци, кај кои не се интервенирало повеќе од 30 години, за кои финансиски средства обезбеди Министерството за образование. Програмата за зачувување на природата во Република Македонија се свртува кон развој на туризмот на крајниот исток, и тоа со реализација на неколку регионални и локални проекти. Развојот на туризмот во Брегалничкиот регион ќе влезе во националната еколошка стратегија.
Програмата за зачувување на природата во Република Македонија, која има за цел да и помогне на државата во зачувување на природните ресурси и биолошката разновидност, се свртува и кон развој на туризмот. Претежно програмата е фокусирана кон источнопланскиот регион и брегалничкиот слив, па како придонес кон развој на одржливиот туризам во источнопланскиот регион, ја поддржува изработката на стратегијата за развој на туризмот во источнопланскиот регион со акционен план 2015-2024 година и остварување на 3 приоритетни активности дефинирани во стратегијата. Почнувајќи од изработка на национална стратегија за зачувување на природата, документ многу важен за нашата држава, па преку просторен план за источниот плански регион, бидејќи најголемиот фокус на програмата е насочен кон активности на источниот плански регион и брегалничкиот слив. Исто така, програмата ја поддржа изработката на стратегијата за развој на туризам во регионот, кој што е многу значајна гранка, економска гранка, и во тек се активности за поддршка на 3, односно 5 приоритети за развој на туризмот, кои што треба да започнат и да се реализираат во текот на оваа година. На локално ниво програмата поддржува проекти кои ги реализираат општините и здруженијата на граѓани, меѓу кои и енергетски ефикасни градинки и училишта во општините од источнопланскиот регион, заштита на автохтоната популација на овци, праменка, овчеполка, како и проекти за овозможување, инфраструктурни услови за зачувување на природата и одржливо управување со природните ресурси. Многу значајно е тоа што на локално ниво програмата поддржува низа активности кои што ги спроведуваат здруженијата на граѓани и општините од регионот, а се однесуваат на интересни практики за зачувување на природата и користење на обновливи извори на енергија. Програмата за зачувување на природата во Република Македонија е поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Хрватскиот главен град Загреб синоќа околу 20 часот и 30 минути беше зафатен од невреме проследено со силен ветар, поројни дождови и град, кој траеше околу половина час. Како што јави порталот Индекс, обилните дождови предизвикаа поплави на повеќе улици, но и во подрумите и приземните домови во повеќе делови на градот. Веднаш по невремето на социјалните мрежи почнаа да се објавуваат фотографии од поплавените делови на Загреб и од последиците од невремето. Хрватските медиуми јавија дека слично невреме во доцните попладневни часови го погодило и реонот на градот Вировитица. Над 18 милиони романци со право на глас денес се изјаснуваат за избор на градоначалници и членови на општинските совети. Изборите се одржуваат во сенка на обвиненијата за корупција против десетици актуелни и поранешни носители на јавни функции, меѓу кои се и некои од кандидатите на денешното гласање. Според романските медиуми, дури 51 од 109 актуелни градоначалници на поголемите општини се обвинети или против нив се води истрага за корупција и злоупотреба на функцијата. Меѓу обвинетите за примање митоа и досегашниот градоначалник на Букурешт Сорино Преску, како и 5 од 6 градоначалници на општините во романскиот главен град. Со одлуката за зголемување на данокот на додадена вредност во Грција поскапе речиси се, а најмногу храната. Поскапувањето на брашното ќе влијае врз зголемување на цените во пекарниците и сладкарниците. Малопродажните цени на алкохолните пијалаци се зголемуваат за 10%, а цените по кафулињата за 20%. Цената на пивото е веќе речиси двојно зголемена, на кафето за 40, а до 60% повисоки се цените и на облеката и обувките. Туристичките агенции во Македонија уверуваат дека цените на хотелите и на приватното сместување воопшто не се променети. За 10% поскапеа и билетите за јавен превоз, авионските и билетите за брод. Од годинава грчките цариници почнаа построго да ги применуваат европските забрани за внес на храна во земјите членки на Европската унија. Откако го освои второто место во женското кошаркарско првенство на Македонија, кошаркарскиот клуб Клубски продолжува со одигрување на пријателски надпревари со помладите генерации. Оваа екипа одигра пријателски надпревари во кадетска конкуренција со врсниците од кошаркарскиот клуб Баскет Дино од Кочани.
Ова беше одлична можност децата да се запознаат и да се дружат меѓу себе, а воедно и преку кошаркарската игра да ги проверат своите кошаркарски способности. Кога сме кај тимот на клубски, ова е најдобриот клуб на истокот во последните 5 сезони во женска конкуренција. Во првата лига има 4 финали, едно прво место, освен куп и 3 втори места со освоени 3 сребрени медали. Тренерот на екипата е горд на овие постигнувања и најавува дека екипата нема да застане овде и наредната година најавува нови успеси. Ова беше се во вториот дневник на Канал Плюс. Останете со нашата програма и имајте пријатна вечер.